Македонската асоциација на новинари упатува јавен протест против активностите на СЈО насочени кон уривање медиуми, гушење на слобода на говор и слобода на збор за новинари кои партијата СДСМ и председателот Зоран Заев ги прогласија за своји непријатели и јавно бараат асистенција од СЈО за незаконски акции против медиуми, новинари и сопственици на медиуми за партиски потреби на СДСМ. Веќе никој во јавноста нема дилема дека СЈО и СДСМ соработуваат, имаат исти цели и задачи, откако СЈО ги ослободи од одговорност Зоран Заев и Зоран Верушевски, а отвори процеси против сопственикот на ТВ Нова Сеат Кочан, главниот уредник на Сител Драган Павлович Латас, како и главниот уредник на Вечер Ивона Талевска, велат од Македонската асоциација на новинари. Веќе никој нема дилеми дека СЈО не е дел од правосудниот систем во Македонија, туку е казнена експедиција на една партија и еден човек, на СДСМ и Зоран Заев, откако самите се дефинираа и тоа го потврдија, сметајќи дека милионските криминали и корупција на Зоран Заев, помагани од Верушевски, не се криминал, а криминал е кога собственик на фирма основа медиум или кога новинари имаат критички однос кон СДСМ и Зоран Заев. И заради тоа СЈО отвара постапки против нив и сосема незаконски на пресконференции објавува своји предпоставки во форма на пресуда. Главниот уредник на Сител, Драган Павлович Латас, изнесе и конкретни докази дека во простории на СЈО во присуство на нивни вработен Славчо Бојковски, функционер на СДСМ, генералниот секретар на СДСМ, Оливер Спасовски, неовластено и незаконски вршел распит врз сведок на кој му нудел надомес со бизнис, ако сведочи против главниот уредник на Сител, а доколку не соработува, дека ќе биде обвинет. Постои датум, постојат сведоци, постои место. Ова е правено во простори на СЈО. Влегол Оливер Спасовски со слуша сведоци во врска со Латас и нуди бизнис и ги оценува. За ова е известена Американската амбасада преку соодветно лице истиот ден. До сега нема одговор. Јас имам сведок кој е сослушан од страна на генерален секретар на СДСМ во просторија на СЈО, на кому е нудена уцена од лево, бизнес од десно. Катица Јанева и СЈО јавно се фала дека наместо со законот своите акции ги координираат со странски дипломати кои освен во СЈО влегуваат и во судови и се обидуваат да даваат насоки за судење по предмети кои ги води СЈО. Од тие причини за овој случај е известена и амбасадата на САД во Скопје и побаран е прием за да се образложи овој настан и да се добие поддршка за обезбедување законски услови на странките пред СЈО, особено за медиуми и новинари кои СДСМ ги прогласи за своји непријатели и бара акции од СЈО против нив, но од амбасадата на САД до денешен ден нема одговор, велат од МАН. Од МАН ја прашуваат амбасадата на САД како и СЈО, во која демократска држава функционер на партија врши распит на граѓанин во просторија на обвинителство и му се заканува, во која демократска држава обвинител на пресконференција изнесува своји предпоставки за криминал на собственик на медиум, уредници и новинари, јасно и намерно уривајќи го нивниот углед и професија, без да има докази и без да постои пресуда за тоа.